Овој пат во серијалот имаме неколку прашања за вас. Имаме една, морам да кажам, легенда на македонската музика, на македонскиот рок. Само мртвите луѓе се легенди. Океј. Се вели дека некои додека се живи стануваат легенди, но е добра. Веќе го видовте. Значи пензионери. Да, веќе го видовте во камерата Ристо Вртев. Фронтмен, музичар, поет. Можам да ги употребам тие зборови Јас за не знам, представувањето. титулирањата кај нас е релативна категорија. Добро. Имаме мултиталенти, меѓутоа не испорачуваат по ниеден основ, едноставно сонграјтер. Мислам дека сум тоа. Океј. Така е тоа. Значи Добро. пишувам песни и со некаков оркестар ги изведувам. Добро. Мислам дека тоа најточно. Океј, добро, добро. Благодарам за Што за и да помошта. значи тоа? Да, благодарам и за можноста да го направиме ова интервју и бидејќи за мене барем ова се ретка можност да имам соговорник како што сте вие. Ние со задоволство, пошто се познаваме, Да. генерацијски сме Да. блиски и Да. имам доверба, инаку Да, внимавам, пошто медиумите денес се оружје така е, да. Да. во рацете на непријател. Некако така тргна интервјуто и во една песна, вие за самите себе си велите дека сте ладно оружје. Добро, ја превземам во прво лице затоа што сум театарско дете, па потоа кога пишувам во прво лице, инспирирајќи се од некаков лик. Практично ја креирам некој лик и влегувам во тоа и имам голема емпатија кон ликот што сум го креирал и влегувам во негови чевли за интерпретативно да бидам убедлив. Практично користам актерска техника и Да. тоа по Станиславски. Додека е тоа, јас сум тој што го говори тоа, тој лик. Така. А приватно, нормално. Одлично, Значи, Тоа да. е една техника која ми е усвоена семејно. Така, така, така. Добро, одличен почеток за ова интервју. Баш се радувам што можеме еве да откриваме некои детали вакви, ако можеби сте ги кажале и на други места, но еве гледам дека тука станува збор, значи сонграјтерот всушност обединува повеќе уметности, значи театар, сценски настап, стихови, поезија, Да, музика. сите тие интереси, затоа во овој формат сум овозможува такво нешто. Да се облимираш во еден формат кој не бара многу за да екзистира. Значи не ти требаат големи буџети. На времето доволно беше ентузијазмот и оттаму натаму. Па до кај стигнат. Так. И тоа трае кај мене до ден денес Да. и така. Да, трае до денеска, но може ли да ми кажете, например, кој беше пресудниот момент кога се ставивте на почетокот на вашиот пат на кој сте и денеска? Значи, што беше пресудно што одлучи да ги споите овие интереси, вештини, приоритети, афинитети, желби и да тргне Звук приказната на за Архангел? електрична гитара код дете и од тогаш ме прогонува. Дојнки го прашав татко ми што е ова? Така. Прекрасен звук, нов звук, возбудлив звук. Да. И мислам дека тоа, меѓутоа бев премалечок тогаш за да ги... И тогаш бев во ликовната. Значи работев и со маслени бои, уште во основно и така натаму. И имам две недовршени платна што ми седат. А на 16 години ги натерав моите да ми купат гитара и почна она доста сликарство. Ова Да. ме возбудува, решив да научам да свирам гитара и после, значи на 22 години почнувам и активно со Мизар. Така, така, со Мизар. Да, значи првата приказна музичка и сценските настапи, и она што значи сега веќе пишувањето на песни кое го преку настапите и преку записите тонски, тогаш уште на винил, ги испорачувавте до публиката и тоа беа што беше мотивацијата да го направите тоа и зошто баш Мизар? Зошто концептот на Мизар беше прифатлив во тој момент? Не беше прифатлив. Да? Не, Не прифатлив за вас, како Не, како предел. Вака, значи таа екипа, тоа постоеше како малски состав. Добро. И сега заради семени конекции некако и сега Чаповски види
Ице, како што ме вика, почнав да слушам Дейвид Боуи, а јас бев на таа линија, интелектуалната, артистичката линија на рок-н-ролот. Тогаш бев во тој сегмент, каде што необични слоевити звуци тие ме привлекува, као тоа е оригинално, тоа обично не ме тангираше многу и се видов како авангарда, дел од тоа, од тој процес. И кога влегов таму, направив репертоар од 10 песни, ми требаше неколку месеци и отидовме во Загреб. На Europe Moment бевме повикани, ама тука мислам дека Таки помогна, Димитар Николов Таки, кој всушност предходно јас бев во студентски збор и кој практично ми беше уредник таму и ми даде прв текст после еден разговор на приемно, 7,5 шлајфни со полно име и презиме, прв новински настап и настана лудница у редакција, го пегла таму. Лудила и тој заинат и втората цела страна ми ја даде, така некако влегов. И она организираше, значи, интервјуа со Бреговиќ, со Хусин Хасан Ефендич, мислам, беше баш со Горан Лисица. Да. Фоксот, големиот Фокс сега, Далас Рекордс. Тоа беа обидите во новинарството тогаш, кој паралелно тогаш оде... бев новинар. И ја практично, на која почнувам Мизар, некако почнувам со академскиот свет да се збогувам лека полека и ова пресуди, затоа што имав се што прев беше успешно. И реков, веројатно. Потоа се случија некои не убави работи и таму, како му доаѓа тоа, 87-та, јас заминувам во Белград по приватна врска. И со таа девојка од Белград бевме на Тасос и ја испев Луна. После враќање од дискотека и онака полна месечина беше, јас како си, кој е тој немир, опиши го, и шта е? Викам, моја песна, се пофалив ја и кога ме запна, ти мора со ова да се занимаваш, ја тогаш бе више да си се вратам на факултет, да си станам поштен граѓанин на оваа земја и така натаму. Меѓутоа, ете, на инсистирање, што е чудно жена да те тера во неизвестност, наместо во известност. И така. Тој нејзино воодушевување беше пресудно да се вратам јас повторно во оваа работа и да го направам Архангел. Така. Го спомнавте зборот авангарда. И ако... Макар што тоа значи, така и велевме, што свирите вие авангарда. Мислам, многу смешно беше. Да, вред. Ама неспорно како кој го толкува тоа, во мејнстримот на нешто што може да се нарече историја на македонскиот рок-н-рол, Архангел се врзува за авангарда, или твоето име Ристо Вртов се врзува така за авангарда. Сето тоа, да. А потоа отидоа во традиција и тоа дебело. Ако мене ме прашуваш, она беше, значи авангарда значи да немаш ти репер постоечки кој го следиш. Или да предводиш. Колку е да сега ти можеш да ја модернизираш, меѓутоа ако си на традиција, ти си во традиција, не си авангард е нешто што нема корен, него почнува од сега па натам. Так. И практично тој репертоар на првото откровение, тие песни се наоѓаат на првиот албум на Архангел. Так. Ете, тоа е авангард. Така е. Сега, ајде да расчистиме и таа дилема, ако воопшто е дилема, но за мене е, да речеме. Каде се случи, каде се одвоија патиштата на Архангел и на Мизар? Дали традицијата го остана да биде основата на Мизар, а авангардата или нешто што тргнува од ново и создава нешто ново, го повлече нешто што беше концептот на Архангел? Па не знам, таа екипа која се собра, не беше само Чаповски, тие отидоа кон религија, а ја користев религијски символи, меѓутоа као провокација на атеистичкиот
Тоа беше една провокација, пошто после панкот провокацијата беше легитимно уметничко средство да покренеш полемика. Да, Јас се борев да има демократија, да може да се дебатира и за теми кои беа во она време Така. Така. забранети и штета е што така и остана, знаеш. Да се демократизираше Југославија со време, мислам дека немаше заврши крваво онака. Од тој период останува една епизода, големата стрелба, која беше некаков Македонска стрелба. македонска Тоа е стрелба. Димитар Николов Таки. Добра, Тој беше постар од мене. добра. И со некој постар и повозрастни, ја имам 21 години, да се разбереме. Али он многу ме ценеше, моите капацитети и познавања. И ја влегов во екипа да го направам тоа, навистина беше погледот на НСК. Значи една културна еманципација, тоа беше идејата. Добро. Значи од ликовната уметност, од театарот, да се направи една која ќе осовремени нашата култура, ќе даде еден правец современ, како што словенците и го сторија тоа. Така, со Нуе Словенише конст. Да, и тоа тие групирања не се сваќаат добро, особено година дена, све што е либерално, нели? Али ние направивме и мислам легитимно бара тие беа постари. Јас бев тука одговорен за музичка секција. И првичната идеја беше со овој школски мој Љубомир Стојсавлјевич Кучкар, кој потоа тој е оној басистот у Бастион. Добро. И Чочоровски Чочоровски, Димитри е првиот тапаниста. да. Не тапанар. Виолинар не се кажува, клавирар, тапанист. Не ги Тапанист, навредувајте, Добро. тоа стално ги бране. Се извинувам. Тапанист. Тапанист, добро. Ти тапанар има Друго, да. жаргонско. Да. И тоа беше таа тројка и така инсистираше биде авангардно, на линија на Шарло Акробата, значи нешто без корен. Значи, и он сметаше дека јас тоа го можам. Јас бев доста солиден гитарист. Добро. Ако кога се префрлив повеќе на пеење, тоа не ми беше ни важно повеќе. Таку алатка за компонирање, али тогаш баш бев. Пошто сум растен на Махавишно оркестра, така да можеш да замислиш како изгледало тоа. Кој исто беше авангарден гитарист. Добро. Дали е тоа джез, не знам, али беше нешто out of mind. Out of mind, да. Секако дека беше out of mind. Покрај оваа линија Боуи Ино, и ова ми беше тоа, библијни. Се до Битлси, која ги сватив, затоа што малце тенеке саунд ми беа, 60-тина, знаеш, оно со басови. Тоа се тие младежки фасцинации, звукот, кога те лаже, а творештвото не можеш да го восприемиш, затоа што не ти се допаѓа звукот, да кажем. И многу, како се менува продукциите, и гледам и на други пречи. Не го сакаат звукот. Не ги интересира креативниот момент, него звукот не му се допаѓа. Да. Малку сакам да те задржам на македонска стрелба, бидејќи ме заинтригира ова. Значи, да, и се створи тоа. Значи, легитимно тие од СК побара и поддршка. Значи, истикам, нормално ги откачи. И сега... ЦК е Централниот комитет на комунистите на Македонија. Апсолутно. Интересно, да. И така. И потоа, таки ме одведе кај Влада Мијановиќ, Влада Револуција 68, а ние бевме известувачи од Белградски джез фестивал. Ја 7 дена, една недела, тука си имаше позорникар кој запишува, кој дојдов ме собра удба и ме следуваше, али положив со 10. Да ти кажам очигледно, пошто јас уплашен онака идам у редакција, ми понуди уредничко место. Да. Значи, прекрасно, они знаа кадри да бираат. Да. Добри беа тие. Па добро, значи они лабовска работа да видиме нешто убаво, знаеш, многу ги ценам. Навистина и оно што ме изгледуваше,
прекрасен човек. Прво те заплашува, али после ти кажува ако Само сакам да ставиме линија под македонска стрелба во смисла на тоа да потврдиме дека имаше идеја тоа да биде концепт утврден цврст да. и да спомна дека имало секции, ти си бил задолжен за музичката секција. Димитар Чочоровски замина Австралија. Добро. И се распадна таа комбинација и јас го искористив повикот на Чаповски, викам еве ова ќе биде. Добро. Таки ми вика немај бресови, врска немат. А викам чекај ќе видиш. Помина неколку месеци, доаѓа на проба, вика ова е гениално. Викам што ти кажав? Да. Седи мирен, се прави, знам. Едноставно знаев да го направам. Така. Ето тоа. Но после тоа твојата кариера отиде во една друга насока. Веќе не беше тоа веќе нешто што произлегува од концептот на македонска средба. средба. Сега, значи јас и после нели на 18 години го собра Чаповски војска и јас направив 2 снимки со Димушевски, али беа електропоп, тогаш и Сайзер едитор тоа ме занима и баш поп мюзик. Кога се врати Чаповски, свиреше поп. Он се не сака да каже дека се огрешил кон чистотата на идејата. Ама да, бевме на 84-та на овој меѓународен музички фестивал у Белград као едни од 10 најдобри дема во Југославија, па таму елита, осим Бело дугме се што знаеш беше таму, пари невидени, перилница невидена. Тоа беше онака. Хотел Југославија, Сава центар, мислам, побајни. Да. И така добро си поминавме, барем јас и еден другар, колега во Хаос in Laos, што свираше. Златан, многу баво ни беше. Горос веројатно бил несреќен со сето тоа. И така, практично се разминавме. Знаеш, едноставно мене и не ме тангираше. Мене тоа идење во традиција. Имено, да. Викам, поповите подобро пеат, шо? Да. Секој поп е подобар пеач од овој, знаеш, било кој. Ако Значи, не разбираш. сепак превладеа интересите што произлегува од Дейвид Боуи, од другите што ги спомнав. Не, види, корените ги знаеме, име многу, институционално е тоа, се одгледува, значи, од танец, да не збориме. Значи, навистина го имаме тоа. И ново создадена народна музика, значи, окей, се е тоа во ред, али тоа е една инерција кога ние се еманципиравме како нели посебна националност, овие лавовскиот дел што велам од Блаже да се направи книжевен стандард, па потоа да се развие театар, ово, и стигнавме до едно забидно ниво. Меѓутоа, потоа требаше да се осовремени сето тоа. Па дојде Горан Стефановски со современа, со Унко, знаеш, она некако овие идат малку модерно да видиме, доста корења крошна нема да видиме, уште помалку плодови. Тоа беше мојата идеја. И затоа тука, знаеш, мораше се сплитува тоа. Ете, јас сум на таа линија. Да се направи она што недостасува. Јас сум на таа линија, значи да пополнам дупка која, а не да се ова е профитабилно, ќе тамбураме на национални жици. Ја немам проблем со идентитет. Добро. Но зошто Архангел како поим, како песна? Не, знам дека од песната произлезе. Но сакам да кажам, можеби ќе те испровоцирам, можеби и грешам, не знам, ќе ми кажеш. Архангел остана како нешто што да го знаеме коренот, но да одиме понатаму. Или во толкувањето, например, да одиме во ова толкување. Архангелите се небески суштества што патуваат, гравитираат од небеското кон земното. Воспоставуваат некакви релации, некаква комуникација и така натаму. Во тој дел и се бараше себе си и се убедуваш да најдеш. Види, први, како се форматира човечко суштество. Во природна состојба го гледаме кога е дете и гледаш кој ќе биде. Тоа што си игра само, тоа ќе биде уметник, а ова што малтретира родители, ќе биде некој раководител. Сакам да кажам, меѓутоа, образованието не форматира, значи ни дава
оперативен систем и со податоците како во идеален случај би требало ги научи децата да размислуваат. Што би било ни фалат добри даскали, би рекол. Потоа некојаш и ги имав. Потоа со искуство стекнуваме знаење. Индивидуацијата вистинска и созревање на човековата личност почнува со сознание, а тоа е духовно, вертикално. Без духовност нема морал, нема општество, нема ништо. Има предполитичка состојба и гледаме светот тргна натаму. Се тргна тоа, нема ниту срам, ниту совест, ниту чест. Едни убави работи кои се корисни за секој општество, култура на однесување, култура на диалог, и да сето нишчастно. Ете затоа, али тоа е зрелост. Затоа велам ја, ние сме политички незрел народ. Тоа е толку очигледно да тоа... Да. А народот ни е мудар во малите средини. Тој има знаење. Од колена носат, те се попаметни, тоа се интелектуалци. Таму ќе ги најдеш. Да. Ова што го гледаме на јавна сцена е Бог да чува. Да. Добро, велиш се уште народот ни е политички незрел, но во твојата поезија или песни имаш политички ангажман. Ја препознавам. Имаш политички пораки, имаш не политички во смисла на ова секојдневна политика. Тоа се политички пораки во смисла на идентитетот. Тоа повеќе е социологија и општествен ангажман, не е директно политичко тоа. Да. Еве, ајде да го провериме тоа низ една песна. Може ли да Убер Македонише? Вика, изеди до трошка што небото ти дало, пополни ги сите резерви на сало, пат во Европа, провинцијска слава, Дали е ова со во смркнати гаќи? во духот на Васил Илјовски, да кажем. Ова е битова, драга. Добра. Речникот е од таму. Да. Значи, ја се надоврзам тоа тука. секако. Значи, како автор се надоврзам на традиција. Но внатрешното полнење е нешто друго. Пораката која низ тие битови зборови ги... А од каде инспирацијата кога се распадна Сојузот за Македонија, реков готови сме. Кога не се разрешуваше атентатот на председател Киро, ја реков ние одиме надолу и секогаш, ти се црно гледаш, ќе биде супер 21 век, викам ќе биде многу лошо. Ќути бре, ти све црно гледаш. Така. И сега јас не го зборувам повеќе, гледам да се веселам на сонцево. Да. И има природа што ќе ми го знаеш, да избегам од тие наративи, тие влегува во тоа. Така. Ете тоа, нешто као, го почувствав и стојам од страна и посматрам и во ништо. И наместо да кажам АУПМ, да. Убер Македонија. Викам, и кога го напишав тоа, се викам, леле, ова ќе биде гадно, како ќе биде сватено, што така и би. Али му се јавив на тоаш дружевме со Дарко Митровски, он беше одушевен. Да. А јацото куѓера. Така. И сега да се одбраниме, се обнова. Ме прашуваат македонска стрелба, чиво е тоа? Викам, на Климент Охридски, како чиво е? Тоа е нашиот водач. Македонија припаѓа на Климент Охридски и беше обид повторно да се стори нешто, меѓутоа они се 70 годиште, таа генерација беше директно... Да, ама они го преточија тоа во филмот, што го направија. Не, тоа е компилација од многу нешта. Ибер Македонише не се наоѓа во филмот, не е дел од музиката. Не. Него на одјавна шпица. Да. Кога ќе станат ингоди таа песна, пошто практично јас го издадов албумот, од парчиња од филмот е направен спотот, за да направи припрема за филмот да има. Добро. Практично ретко е тоа да музиката го најавува, нели, да се надоврза да му прави. Обично музичарите се користуваат од тоа што песната во филм им се, овде беше обратна ситуација. Која е твојата заумна сила? Твојата лична? А заумна сила, тоа е она кога ги наоѓаш резерви на сила да издржиш. Значи, одеднаш ти доаѓа сила затоа што немаш избор, туку мораш.
да го издржиш и тоа е сега стварно не сакам да објаснам што сум мислел, Да. али има уште една тука една метафора, тоа во спотот се гледа, Да. поетот и татковината или судбината на уметникот, ти гледаш во пустелија. Сам си на светот, сам со своето. И Да. така е исправно, затоа што ти разговараш, сакаш на бранова должина со универзумот да ти даде нешто. И практично тоа некако времето си одбира човек кој ќе биде. Да, да. Значи, сечија кариера е ситуација. Да. Ситуациона и ете, преку тој ќе се прекрши, тој ќе се истакне Да. таму, генерацијски така натаму. Не она се родил генијето. Да. Капацитетни се раѓат, али капацитетот да го реализираш, да го предметиш во нешто саглом, тоа е охо. Сакам да проверам уште една твоја теза што сега ја искажа, поврзана со твојот ангажман, со твојата комуникација со публиката преку песните што ги пишуваш, преку музиката. Велиш, македонскиот народ е се уште недоволно политички зрел народ, но твоите песни, твоите настапи, концертите, најдуваат на изворедна комуникација со публиката. Ние не можеме, кога го гледам јас тоа на концертите твои, кај публиката, не можам да кажам дека тоа се политички неписмени луѓе. Тие ги пеат твоите песни, ги доживуваат твоите... Да, ама друго е чувство, а друго е ти да имаш. Ние имаме на ниво на поединци, меѓутоа не сме ние, како да кажам, не сме организирани да, значи, направиме правила на игра и ова време што беше изгубено транзиционо, посилните државни организми можат да си дозволат таков луксус. Ние ги нарушивме нашите позиции, би рекол. Ние требаше да запнеме 10 пати повеќе од сите други, за да се еманципираме, да ги решаваме проблемите со време. Јас и не знам зашто не е прифатен Република Македонија Скопје. Одлично. Е сега северна, еве ви северна. И ако тоа го испуштавме, мислам, на крајот и Македонија ќе се избришеш. Си има одговорни за тоа, нека се запрашат тие. Зошто? Или не, еве утешна за патриоти, ако има северна, има и јужна, има и источна, ќе правите конгрес во Солун, ќе одцепите тоа од Грција, од Бугарија, еве повторно цела ќе биде, дали е Вардарска, Пиринска или северна, јужна, источна, што минува тоа? Не е голема драма. Ама да го изоставувате зборот Македонија, да се правите патриоти и севержен, да измислувате непостоечки термини, тоа е глупаво. Да. Ето тоа мојот став околу таа глупаријада и мислам дека е погрешен наратив. И непатриотски. Уште едно или две прашања за малце сега ќе се оддалечиме од политиката, од сценскиот настап. Мислам дека концертите на Архангел 7 ќе употребам тој избор, архетип на тоа што значи концертен настап. И тоа се ретки ситуации кај нас. Но вистина, и пак ќе го повторам тоа, дека публиката кога доаѓа на вашите, на твоите концерти, станува едно со тебе, со твојата енергија, со песните што заедно ги пеете и така натаму. Како го толкуваш тој тип на флуид, тој тип на комуникација на сцена? Токму тоа ме мотивира да дадам се од себе на концерт. Инаку да ги пееш истите песни, не сум направил нов албум од 2003, тоа не е многу интересно, нели? Да. Меѓутоа, тоа се случува нешто, некоја синергија и тоа. Секојаш, знаеш, убаво ти е. И ним, и мене. Значи, има едно, затоа што тоа ни е заедничко. Знаеш, авторот има врска со песната додека ја создаде. Потоа, кога ќе фрлиш во јавност, врската помеѓу публиката е независна работа, не можам ја да наложам. Тие бираат. Знаеш, и едноставно се случи. Дали сум го предпоставил? Јок. Дали татко ми, мајка ми, сестра ми верувале во тоа? Јок, ти си луд. Дали некој во естаблишментот верувал? Абе, ајде ќе свириш за 200 луѓе. Со ова што го правиш. Никој, никогаш.
Ама еве се случи. Се случи. Ја имав него да провериме дали е тоа така. Јас секогаш проверам. И себе си, и собствените мисли. Например, ако ми текне нешто што изгледа малку, нели, поневообичаено, веднаш јас сум си критичарот, го гледам од спротивното. Логика. Да, да. Имам Да. учено нешто. Викам, не си верувам се. Да не си веруваш себе си е основа на интелектуална работа. Ако си веруваш, не знам, тоа. Добро, тоа така кажано, значи дека секогаш се преиспитуваш, секогаш, но не станува Ти си збор, спремен за критики. но не станува збор за немање самодоверба. Друго е самодоверба, а друго е да не си веруваш во нешто што Да, го не, продуцира. да немав Така. самодоверба, јас имав, ти велам, театарско дете, сцена не ми е непознато, ја Да. таму, што е за други, знаеш, Да, кога не го тоа. да. Јас одам таму како да ти кажам. Мислам дека има предходница тоа, ја мислам дека хрватите не задоволни од исто така, Да. пошто ние после Југославија ние имаме деспоти. Да. Така, со една номенклатура која си е во договори прават тоа што прават. Да. Тоа почна од кога 74-та секој си направи своја и сега го гледаме на зенитот на таа политика практично. А за се е крив Тито, нормално. Единствениот југословен изгледа и тоа е тоа. Еден спас беше да имаше не создаде Југословени, бре, Југославија. Да, Тоа е страшно. да, да. Америка успеа американци да направи. Ние оманавме, не се создаде Југословени, иначе Да, бевме да. супер. И сега, Томсон, што се деси? Дали Петарени пријавичка сна Брена? И они мислам один од овие српски цајки ги слушат и ова се загрижи хрватството. И ево ти државни проект Томсон. Така е, Не разбираш. Без држава не можеш тоа да го направиш. Него се пише кој отсуствувал. Тоа е баш онака, ова е Хрватска не се дава. Мислам, тој е. И нормално тој иде со тие пароли безсмислени. Мене ми се комични. Комични. Мислам, биди. Да беа Србија и Хрватска нешто, ќе им допуштаат да се истепат, ама и тоа не им дозволи. Ако ме разбираш, стопаните. Мислам, смешно е се тоа. Тоа се провизориуми така. Значи, историјата ја создаваат империите. Ние живееме време кое се уште имаш последици од распадот на Римската империја. Така ли? Да. И види колку долго трае тоа, страшна работа. Кој не е свесен за тоа, лошо ги прецепира работите според мене. Треба да се види таму што значеше распадот на Римската империја. Убаво тоа, Да. да се прочита тоа што има. Да. Добро, ви благодарам многу на разговорот. тебе, Зоране, Има многу теми што беше драго. можеме да ги разговараме, но во некоја наредна прилика. Ќе даде Да сме Господ. живи и здрави. Фала.